Мене не ме чуди ставот на нашата држава, бидејќи тоа е став да се нема став. Ние никогаш не сме имале ставови во дипломатијата. Да ве потсетам дека и Македонија беше признаена под уставното име од 130 држави и ништо. Го сменивме уставното име. Значи, во овој меѓународен поредок, големите прават она што можат, а малите она што мораат. Така што не гледам дека и 190 држави да ја признаат Палестина, а се против Израел, доколку Америка стои со него, дека нешто ќе се промени. Тоа е дефектот кој што функционира во Обединетите нации од 45 година од основањето, со правото на вето на 5 држави, кои што, американците блокираат 6 пати, ако не се лажам, резолуција за Палестина. Во нашиот случај, исто имавме проблем, нас не признаваа 3 држави од 5 под уставното име, а 2 не признаваа, Франција и Британија. Постојаните што имаат право на вето, да се разбереме. Значи, ситуацијата е слична, а и различна. Слична затоа што има големо признавање, има една пиар кампања за признавање на Палестина, која што не мислам дека е случајна и не мислам дека е така црно-бело, нели? Едните се виновни, други не се. Таму е измешана работата повеќе, но, како да речам, останува константа дека една голема светска сила има ставено рака таму и свој интерес. Судирот кој што го видов помеѓу Трамп и Гутереш на ова генерално собрание, во кое што Трамп многу јасно и децидно се изјасни дека дури и станува непотребна Организацијата на Обединетите нации, укажува на една состојба дека полека се бараат начини како да се делува надвор од таа организација. Меѓутоа, не постои начин да се укине таа организација, освен со голема светска војна. Нешто како пред крајот на Лигата на народите. Така што, изјавата беше многу ригидна на Трамп, дека завршил со своји телефонски разговори 6-7 светски конфликти, а не добил никаква помош од Обединетите нации. Со тоа јасно укажа дека во рамките на своите можности ќе блокираат, а ќе ја спроведуваат својата политика во Израел и Палестина, како што впрочем го прави истото Путин во Украина. Се обидува да го решат исто со резолуции, не успеа, носеше Генералното собрание резолуции за Украина, сега може да донесе Генералното собрание резолуција и за Палестина, и тоа нема да значи ништо. Така што не гледам дека оваа ситуација може да се разврзе без вака поширок конфликт, дури една неконтролирана војна. А нашата дипломатија, да завршам, како наша дипломатија, ја имаме како туристички семинар, институција за прошетки, па така во нашата делегација го видов, нема да го именувам, зашто ме влечкаат по судови, видов соработник на тајните служби со досие во Државниот архив. Во составот на делегацијата се слика со господинот Тимче Муцински. И што повише тоа да кажам? Треба